Добро вечер, петок, термин резервиран за новото издание на Тренинг. Стартуваше светското фудбалско првенство. За прв пат се игра во 3 земји: САД, Мексико и Канада. Ке се игра на 16 стадиони во 16 градови. 2 во Канада, 3 во Мексико и 11 во САД. 39 дена фудбал и 104 надпревари. Ова ќе биде најмасовното светско првенство, бидејќи од 32 се зголеми на 48 репрезентации учесници. Како резултат на тоа, вкупниот број на надпревари на првенството ќе се зголеми од претходните 64 на 104, додека време траењето на светското првенство е продолжено од 32 на 39 репрезентации. Мој фаворит на ова светско првенство е Германија. Инаку и натаму најплатен фудбалер е Роналдо. Ова е почеток на Трилинг, а ќе стартуваме со светскиот наш виртуоз Владко Стефановски. Овој мюзикл мене ме врати назад, многу силно ме погоди емоционално. Амбасадори сме, да, ама никој не те плаќа за тоа. Не, хонорарите, ако ја побарам хонорар за мој настап во Скопје, во висина на хонорарите што им ги даваат на некои странски уметници, мене ќе ме уапсат. Ние сме сега на краток фитил. Сите овде што живееме сме на краток фитил. Нема околу мене човек, пријател или познаник или колега кој не знам дека е у процедура на вадење на бугарски пасош. За такво национално единство збориме. За такво достоинство збориме. Секојдневно можевме да ги слушаме неговите хитови. Виртуоз, наш, а светски. Владко Стефановски, гостин во ова издание на Тренинг. Као Какао, мюзикл, кој остави печат, веројатно не само на годината, туку веројатно и на деценијата. Имав можност да го гледам. Зошто после ваквав еден голем настан со триото, во соработка со Пројковски и Венко Андоновски. Што е нов предизвик за Владко? Многу емоции, многу... Председ, добро вечер. Благодарам што ме поканивте во емисијата. Јас сум во многу проекти влезен. Паралелно работам прилично различни проекти со различити соработници. Неодамна се вратив од Подгорица, кај што свирев со Симфонискиот оркестар на Црна Гора и со моите драги пријатели Мирослав Тадич, Теодоси Спасов, Кристијан Јарви, диригент. Тоа е една работа. Ме очекуваат концерти со моето трио, со Јан Стефановски и со Иван Кукич. Ме очекуваат концерти акустични со Мирослав Тадич. Ме очекува солистички концерт наскоро соло. Така што ја не ги мерам така работите сега. Нешто е многу големо и успешно и после тоа што да се прави. Паралелно работам, ова е само еден сайд проект, како да кажам. Јас тука најмалку учествував во реализацијата на Као Какао. Као Какао, носталгија кон старото Скопје и она што денес не се случува? Може да го препознаете старото и ова денеска? Мене ме удри многу силен бран на носталгија, затоа што некако прво ретроспектива на моите песни, низ периодите низ кои сум поминувал. Второ, има една фина жичка на мојата генерација која растеше во 70-тите години. Многу убаво раскажани некои детали од школа, од дома, од улица, од заљубување, од љубување, првите симпатии и така натаму. Значи, драмата е направена, Венко Андоновски мајсторски дејствието го умрежи во мојата музика, низ мои песни. Така што секоја сцена е оправдано напишана
и во секоја сцена е оправдано отпеана некоја песна. Така да едно прекрасно вмрежување и на време, и на колективната меморија, на луѓето што ги памтат тие песни, а бога ми и јас можев символично да препознам и изградбата на после земјотресно Скопје. Така почна представата. Кога се градеа населбите во кои живееме, населбите Тафталиџе и сите други населби во Скопје, беа изградени како неопходност после таа огромна катастрофа што му се случи на Скопје. Пред 60 години прв пат влезе гитарата на тогашна Мексичка улица во наше Тафталиџе. Колку што можев да забележам, првата гитара е веќе реставрирана и е во употреба. Колку гитари поседува Владко Стефановски? Па сега околу 50-тина. Инаку таа гитара е во пристојна кондиција. Не можем да кажам дека можем на концерт да излезам со неа, ама е во пристојна кондиција. Мајка и татко актери, братот академик Горан Стефановски. Постоеше ли некаков ривалитет меѓу Владко и Горан? Па ние не трчавме во исти патеки, да кажам, во атлетика. Тој се занимаваше со театар, јас со музика, значи никаков ривалитет. Еден со друг се надополнувавме. Ја прв му ги пуштав моите песни негови, а тој прв ми ги читаше неговите драми. Инаку би сакал да ги спомнам и моите родители кои се одамна отидени, Нада и Мирко Стефановски, кои беа многу значајни, многу честни, многу талентирани и образовани луѓе. Нека не звучи нескромно, ама мојата куќна библиотека брои околу 2500 книги. Не ја рачунам на Горан библиотеката. Околу 2500 книги. Тоа е едно наследство кое сакал неќел ти влијаело. Сакаш читај, сакаш не читај, сакаш разгледај ги насловите, па продолжи понатаму. Гитарата е само еден символ на целото мое растење. Ја не се занимавав само со гитара. Ја по улици низ населбата играв баскет, играв фудбал, тренирав одбојка, се занимавав со сето тоа со кој генерацијата моја се занимаваше. Стрит баскет беше многу популарна работа. Сите игравме стрит баскет. Некои завршија и во работнички да играат, како мојот драг пријател и од генерацијата Гешовски, Стеван. Така што овој мюзикл мене ме врати назад, многу и многу силно ме погоди емоционално. Многу. Вашиот син израсна, оди по стапките ваши, вашата ќерка докторираше, живее и работи во Ирска. Да. Ќерка ми Таа ја прекинува музичката лоза? не ја прекинува. Мислам дека книжевноста е исто така многу значајна уметност. Таа докторираше на Падова. Универзитетот од Падова, незиниот докторски труд го отштампа во книга, која самиот универзитет го објави, што не се случува тоа на секој студент и на секој докторант. Тоа беше значајно парче научен труд што она го направи. Се врати од Падова, година дена бараше работа во Македонија, не ја најде и си замина во Ирска. Многу логично, како многу други млади луѓе од слична генерација, од тие генерации. Јан е бумјар кој се повеќе остава впечаток дека дури полека ве надминува. Јан има подобар слух од мене. Ја тоа постојано му го зборам. Јан е многу музикален. Он има апсолутен слух. Он може да ти погоди нота С, нота Г,
може да ти погоди нота F. Ако нешто криво отсвириш, ќе те опомене. Многу е талентиран, стварно. И вчера го слушав во Аудиокултура, има настап со неговата генерација джез музичари кои завршија во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И бе прекрасно свира. Така што, нека жив и здрав, така треба да биде. Секоја нова генерација мора да ја надмине претходната. Барем во било што. Тоа е природен, еволутивен процес. Мислам, таман работа нашите дедовци да биле по-успешни или по-талентирани од нас. Може би биле некој. Ама редно е секоја следна генерација да отиде за чекор по-натаму од претходната. Во едно интервју прочитав, велите, голема дупка ми остави во душата смртта на мојата сопруга. Сега се чувствувате самотни, се чувствувате осамен? Тоа се више приватни фајлови на кои ретко сакам да зборувам. Ја никогаш не сум зборувал. Луѓе, некои жолти печати измислуваат интервјуи, некои дигитални платформи измислуваат приказки. Дури прочитав една приказна дека сум се оженил. По порталиве излегува се и се што. Така што, ја не сакам да зборувам толку за мојот приватен живот. Се разбира дека поминав еден процес на многу тежок период. Некако се накалемија една по друга трагедија, приватна. Меѓутоа, се обидувам и јас и моите деца се обидуваме да излеземе од таа матрица, да кажам. 5 децени музичка кариера, творештво. Последните 2 албуми се под наслов Гитарата пее и Мускулна меморија, нови песни што ве враќаат на деновите од рок фјужен. Дали овие ви се тестаментални, можеби? Сега после, ја не ги сакам тие зборови тестамент. Дури еден пријател напише и ова какао е епитаф. Епитаф не е убав збор. Епитаф е надгробна порака. Тестаментално не би сакал така да звучи тоа. Ја имам, доколку ме држи здравие и среќа, верувам дека и понатаму ќе се радувам на занимавањето со музика. Верувам дека и понатаму ќе бидам инспириран да патувам, да соработувам со добри, да не речам врвни музичари. Барам нови начини, како вода. Барам нови начини, нови патеки. Што е предизвик нов за Владко на после 5 децени? За да го разберете, Добро? За да ја разберете таа страст и таа љубов, треба да се занимавате со музика. Секој концерт е празник. Секој концерт е празник на добриот дух, на доброто расположение, на добрата комуникација помеѓу артистот и помеѓу публиката. Тоа се свечани и свети нешта, би рекол. Свечани и свети. Затоа што тоа е нешто што не можем да го објаснам со зборови. Целата таа возбуда која се случува на сцена, во соработка со тие со кои свириш и во комуникација со тие за кои свириш, е нешто магично. И сега, потрагата по таа магија не престанува и токму тоа е тоа што ме држи. Ја не свирам за да заработам уште 100 евра. Ја свирам затоа што тоа ме одржува, ме прави жив. Се чувствувам 3 пати по-жив кога сум на сцена, отколку кога сум во самопослуга. Може ли музичар да не сонува ноти и концерти? Па ја не сонувам ноти затоа што ја не пишувам ноти. Не сум од тие музичари што пишуваат и што читаат ноти. Ја сонувам мелодии. Ја сонувам гитарски сола, сонувам ритмови, а богами и текстови. Затоа што некои текстови ми доаѓаат точно во онаа фаза помеѓу јаве и сон, кога ќе се задлабочиш пред да заспиеш, се јавуваат некои идеи кои треба да ги запишеш и некој ќе ти биде криво. Почнавте со Лепи сол. Дали денеска Владко е во исто време освен гитарист и едукатор на
младите. Говорам еве и на вашиот син, на Кукич, кој е дел од триото, на можеби една друга нова група на млади гитаристи. Со сите гитаристи од Македонија сум многу љубезен и многу внимателен. Со дечко Петановски, кој свири во мюзиклот Као, ја бев одушевен од него. И многу сум внимателен со кои зборови и на кој начин им се обраќам. Не сакам никого да омаловажам, да повредам, не дај Боже да навредам, затоа што тие кратки комуникации што ги имам со тие млади луѓе, за мене може би се рутина, ама за нив се нешто значајно. И секогаш се обидувам да поделам комплимент пред да поделам критика. Ако навлеземе подлабоко во комуникација, тогаш можеме да почнеме и да се занимаваме и со критика. Младите гитаристи се феноменални. Многу од нив се побрзи од мене, поспретни, што е природно. Природно е. Сега, во мојот случај има една огромно искуство, кое сум спремен да им го пренесам. Ја не кријам ништо. Нити кријам, нити нешто чувам за себе. Ако до сега не сум успел да го остварам својот сон и да направам таа кариера, ако до сега не сум успел, од сега тешко. Така што немам што да кријам. Се сум спремен да покажам и се сум спремен сум на било која тема да им помогнам. Ако нешто ги интересира, се разбира. Лотко, имам впечаток, може би е мојот погрешен, дека многу по-присутни сте надвор од Македонија, отколку дома со настапи. Тоа не е впечаток, тоа е вистина. Зошто замрзна сте тука? Не, јас тука не, мислам во Скопје. Не се пронаоѓате Македонија, тука? Не, ја живеам тука се уште. Македонија е мала. Ако останеш, ќе можеш да свириш неколку концерти во текот на годината, да речеме Скопје, Битола, Охрид, Штип, Струмица, Прилеп и после пак ќе ги вртиш истите кругови. Пазарот е мал. Мал број луѓе купуваат плочи, мал бројани се на прсти, ги знаеме сите. Одам често во аудиокултура, сите аудиофили и дискофили доаѓаат тамо и бараат одредени плочи. Тоа е многу едноставно, мислам. Надвор сум затоа што ме бараат вамо, тамо, онамо и патувам, свирам и се враќам дома. Повторно во Скопје и во Тафталиџа. Имавте настапи во Лондонската филхармонија, свирате и на Аби Роуд. Што значи да се свири на Аби Роуд? Во студиото да бидете во контакт со Winehouse. Тоа е за мене остварување на детски сон. Тоа влегување во Аби Роуд студиото. Во тоа студио настанале најзначајните албуми на Битлси. Дури еден албум се вика Аби Роуд. Таму Pink Floyd го имаат снимено Dark Side of the Moon, легендарниот албум, кој се уште е на топ листа. Таму се случувале, тоа е, како би рекол, црква на модерната музика. Таму кралицата Елизабета го снимила својот говор кога станала кралица. Во тоа студио го има снимено својот инаугурационен говор. Така што таму се има случајно многу историски, многу значајни работи. Во тоа студио работел инженерот кој измислил стерео. Претходно била моно технологијата. Инженерот кој работел во Аби Роуд измислил стерео. Има негова слика тамо, покрај другите значајни проекти кои излегле од тоа студио. За мене тоа беше големо достигнување. А ова што зборите, малку луѓе успеваат од Македонија, малку луѓе успеале да свират со Лондонскиот симфониски оркестар, а уште помалку успеале да имаат албум со Ројал Филхармони, со Кралската филхармонија од Лондон. Мислам, мене ми се случија тие работи. Не велам дека сум кузне колку заслужен со својот талент, ама често пати
среќата во тие работи игра огромна улога. Да те одведе патот, ти не можеш да ги испланираш некои работи. Некои работи мора да те испланираат тебе за да стигнеш до таму. Не можеш ти да речеш, сега ќе идам, тоа многу скапо кошта да снимаш во Abbey Road Studios. Многу скапо кошта и као турист не можеш да влезеш да ги разгледаш студијата, а не као музичар. Соработка со сите од земјите од регионот. Што значи, како успевате да се синхронизирате во тој дел? Па тешко се синхронизираме, пошто секој од нас има своји датуми и многу тешко се наоѓаме заедно, затоа што сите се на некој начин распродадени, со разни проекти. Ама, како да ви кажам, Со Тадич, со Джибони. Јас сум, барем се сметам за оние што градат мостови. За мене градење на културни мостови е клучна работа. И размена на култури е клучна работа. Да соработуваш со луѓе од други култури, од други средини, исто така е еден голем предизвик и еден голем благослов. Затоа што јас ќе научам нешто од нив, тие ќе научат нешто од мене. Јас со големо задоволство сум ја расеал македонската музика низ цел свет. Како сакате сватете во тоа. Јас сум ја расеал. Ви се заблагодариле? Јас ги имам добиено сите значајни награди државни, така да не можам да се жалам. Имам добиено награда 11 октомври. Имам добиено 2 почесни доктората, едниот од универзитетот. Знаеме ли да ги цениме македонските уметници? Па не доволно. Зошто? Затоа не знаеме да ги препознаеме? Знаете што се работи? Многу е мал буџетот за култура. Не знам дали знаете колку е буџетот за култура во Македонија. Символична е, процентот е символичен. Без сериозно посветување финансиско, не само тапшање по рама, многу сте добри, вие сте амбасадори на Македонија. Фала многу. Амбасадори сме, да, ама никој не те плаќа за тоа. Хонорарите, ако ја побарам хонорар за мој настап во Скопје, во висина на хонорарите што им ги даваат на некои странски уметници, мене ќе ме уапсат. Ако побарам 100.000 евра за настап, што ќе речат овој попуштил со здравје? Така? А лесно одлеваат пари на разноразни артисти од регионот и од пошироко. Владко, што е предизвик за вас на овие години нов? Здравје, драги мои. На овие години е предизвик здравје. Ништо друго. Да останеш физички, ментално, емоционално, горе-доле нормален. Тоа е најголемиот предизвик во овие години. Како ги полните батериите? Кога не свирите? Па го шетам куќето низ мало. Често се среќаваме во мало. Открив една дисциплина што се вика готвење и која многу ми се, како да кажам, ме возбудува. Кога готвам, се возбудувам и адреналинот ми расте. Открив некако многу голема убавина. Мислам дека готвењето е уметност и дека готвачите, овие големите шефови, мислам дека се прави уметници. Затоа што да направиш вкусна храна и да ја сервираш како што треба, тоа е уметност, стварно. Прочитав едно поодамнешно ваше интервју кај што велат многу често моите деца ме критикуваат дека живеам во хаос. Па имам ја околу себе еден лирски неред, би го нарекол.
лирски неред. Не е толку епски неред. Малку, сакам да ги гледам работите што ги користам, да ми се пред очи. Не сакам да ги бутам по фиоки. Зборам за наочари, телефон, капки за очи, некои креми, масти за лице, за раце. Сакам да ми се пред очи. И сето тоа прави еден лаган хаос. А иначе влегувам ја по пријатели во други куќи и гледам дека се во совршен ред живеат некои луѓе. Ја не сум еден од тие, морам да признам. Немам толку време да се посветам на средување на домот, на градината и така натаму. Иако верувам дека и домот и градината заслужуваат поголемо внимание. Скопје денес и Скопје во минатото? Драги мој, Скопје беше многу пристојно место за живење пред 30 на години и повеќе, 35-40 години. Ако брутално го урбанизирате еден град, тој ќе изгуби својата душа. Скопје требаше да се шири, ако да бев урбанист, као што не сум, Скопје требаше да се шири према Злокуќани, Бардовци и натаму. Према Соње, Говрлево и натаму. Не да се шири, односно на Скопје му се случува не експлозија, имплозија. Скопје гради една зграда врз друга. И тоа не може. Мислам, секоја фамилија има по 2 аута. Овие станчиња низ Тафталиџе, секоја барака се претвори во зградичка од по 4 до 8 станови, кај што има 8 до 16 аута. Така да не ме прашувај за старо Скопје. Јас сум носталгичен. Јас го памтам и земјотресот и поплавата. Памтам некои, како да кажем, паметам и катастрофи, ама паметам и солидарност. Паметам кога се расчистуваа урнатините од земјотресот, луѓе додаваа цигла, рака во рака, цигла по цигла, по цигла, по цигла, да го расчистат теренот. Тоа не сум го видел одамна. Тоа е рачно расчистување на шут. Ама тоа е знак на солидарност и знак на колективен дух. Дали денеска се изгуби солидарноста, емпатијата, меѓусебната поддршка? За жал се губи. Ама ние мораме, секој од нас мора да работи на случајот да биде за нијанса подобар и како да кажам, похуман човек. Барем она малку што можеме да го направиме, барем секој помалку и да го свртиме зупчаникот. Ние сме сега на краток фитилј. Сите овде што живееме сме на краток фитилј. Ние сме спремни за борба. Постојано сме во низок старт. Едва чека некој да на семафор да не тргнеш за 1 милисекунда, веќе ти трубат позади. А свирење со ауто е непристојно. Тоа луѓе не го знаат. Некој треба да им каже. Свирење со ауто на свирка е во краен случај, ако стварно некој пешак претрча па да му свирнеш. Инаку, јас сакам да поставам едно прашање околу ова. Ние сега во последно време сме изложени само на казнување. Ние не сме изложени на наградување. Еве да речеме, ако не направам прекршок година дена, ќе ме части ли МВР нешто? Ќе ми купат ли едно црно чоколадо? Или само ќе ме кажњаваат? Тоа. Казни од сите страни. Казнување. Сега за цигари, окей, ја не сум пушач, ама сум возач. Казни, опомени, камери. Тоа што властите имаат можност да не контролираат, не значи дека треба тоа право и да го искористат. Читам ја книги на овие теми. Тоа што власта има орудија да не контролира, не значи дека треба да не контролира. Дали тоа го толкувате како влез во интимноста? Па ние изгубивме интимноста. Ние со овие дигитали, со ова дигитално време, ние сме тотално... ние сме... Да речеме, вчера регистрирав ауто. Пред мене беше еден човек
што немаше смартфон, имаше стар телефон. И тој му вика, службеникот му вика, ќе ти пратам код на мејл. И овој нема мејл у телефонот. Дали тоа значи дека што ми имаме Safe City? Дали тоа значи дека сме обавезни да носиме телефон со нас? Дали има закон за обавезно носење телефон? Има ли закон? Дали човек може да живее без телефон? Има ли право да сака да вози кола, а да нема телефон? Имам ли право на тоа или немам? Многу прашања има тука за одговарање за модерниот живот. Владко, го планирате времето? Дали го планирам? Да, од денеска или во ова студио беше Владо Јаневски пред неколку месеци вели јас живеам од денес за утре. Вие како живеете? Има една поговорка која вика луѓето планираат, а Господ им се смее. Така што ја не сакам многу однапред да планирам ништо. Јас ги знам кој ми е првиот концерт, знам кој ми е првата обврска. И се сконцентрирам и се усредсредувам на првата обврска. Не можам да мислам сега за некои датуми што ги имам во ноември. Прво на лекарски преглед, после закажувај датуми за 2027. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето и ви посакувам успешни концерти во година. Благодарам, голем поздрав. Долго се договаравме за овој интервју, ама еве го направивме. Благодарам, ми беше задоволство и чест. Фала. Владко Стефановски, гостин во ово издание на Тренинг. Не единството, да речеме, што некои медиуми сакаат да го покажат. Ние го презентираме јавно. Дали е тоа конгрес, дали се тоа координации, пратеничката група секогаш е координирана и во партијата внатре. Има координации чести. Значи, буквално, ако имаме несогласување или неприфаќање на некои тези или дискусија за некои тези и за некои ставови, тоа се прави внатре партијски. За само 5 месеци втор конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако во јануари социјалдемократите се соочија со подолби и порази, сега наводно почнува да се консолидираат и да отвораат фронт за праќање на актуелната власт во опозиција. Твоја држава, твоја иднина е слоганот на екипата на професор доктор Венко Филипче, кој всушност е и лидер на партијата. Гостин во ово издание на Тренинг, подпредседателот на партијата Александар Трајановски. Господин Трајановски, на почеток, посредбата Јотова Сијановска, гледате прозорец за можно приближување на позициите во ситуација кога официјална Софија вели Скопје да ги исполни обврските, властите во Скопје пак барањата на Бугарија не застануваат само со уставните промени. Такви состаноци требаше да има многу повеќе претходниве 2 години. Зашто говорам ова? Затоа што ние сме тие што треба да притискаме во процесот да најдеме решение, да најдеме диалог, затоа што работата не е ни малку сјајна. Иако се го наведе тоа и Јотова дека уставните измени се причина за блокадата. Ние како партија уште претходно, а и вие 2 години, го зборевме
цело време тоа дека диалогот со Европската унија е многу битен. И тој диалог не е диалог само со Република Бугарија, туку диалог со Европската унија. Значи тие се услови кои се наметнати од Европската унија. Факт е, за наша жал, дека тоа е сега и веќе станал билатерален проблем, но сепак ние не сме во ситуација да го одложуваме тоа или да седиме на страна. Затоа што многу работи зависат од тие пристапни преговори, многу работи зависат од тоа како ќе се одвиваат, во кој правец ќе се одвива целата насока, целиот диалог. Мене ми е искрено жал, затоа што 2 години владачката партија нас не замајува со тоа дека се допира во нашиот идентитет, дека се допира во нашиот јазик. Апсолутно го видовме неколку наврати тоа дека и самата председателка имаше изјавено дека ние за гарантиран идентитетот, дека договорот со НАТО е ремек дело, значи тоа се зборови од владачката партија и признание за целата претходна борба во однос на надворешна дипломатија. Сметате, господин Трајановски, сметате ли дека со хипотетички, ако ги изгласаме уставните промени и ги внесеме бугарите во преамбулата, ќе се отвори патот кон Европската унија или официјална Софија, како што велат и македонските власти, ќе испорача и други барања, а со тоа ќе се отвори и Пандорината кутија? Ја би дал одговор малце поназад. Дали мислите дека некој прво ќе ни даде гаранција дека нема да има било какви барања од било кој членки, да речеме? Дали воопшто некој се до сега се соочил со тоа да влезе гладко, без да има преговори, без да има барања? Најдобро би било за нас да можеме уште утре да влеземе во Европската унија, но ментално мора да биме искрени, не сме во ситуација да поставуваме наши услови кога сакаме да влеземе во тоа членство. Дали ќе има услови, тоа не може никој да каже. Да, во ред, ова е во преговарачката рамка. Бугарите во устав се како малцинство во преговарачката рамка. Ставени и тука тоа мислам дека мора да се исполни. Да, во ред е, мислите дека претходната влада не барала никакви гаранции за да ги стави, да речеме, бугарите како малцинство во уставот? Сте барала? Сигурно барала. Имали разговори, премиерот Ковачевски. Какви гаранции тогашната влада предводена и од Заев и од Ковачевски баравте од бугарските власти? Дека еве Европската унија ќе каже да, ова се последни барања. Многу тешко е во таква ситуација или оваква ситуација да ви каже Европската унија да ова е последно барање. И мислам дека нема пишан документ за тоа и мислам дека е тоа многу тешко да се издействува. Затоа мислам дека е тоа едно купување на време. Прво, ВМРО ДПНМ ги доби изборите на база не бугари во устав. И сега како поминува време, како гледаме сите околу нас зачленуваат полека или добиваат пристапни преговори, ние тапкаме во место и притисокот е се поголем и поголем. Ако СДСМ се бори за побрза интеграција во ВМРО, за што се бори? Со целата политика што ја води владачката партија последните 2 години, ние се повеќе и повеќе се изолираме. Нашиот единствен пат Европската унија, имаме друго решение. Кога ветува пред да дојдат на власт, што ветува? Дека ќе го вратат името. Го вратија ли името? Не. Дека ќе го репреговараат договорот со Бугарија. Го репреговараат договорот со Бугарија? Не го репреговараат. Значи, ние сме моментално тотално блокирани. Сега е неблагодарно да се каже дека СДСМ од една страна ја бута државата кон прегратките на Бугарија. Мислам, тотално неблагодарно. Зашто го зборам ова? Затоа што све е врзано со Европската унија. Буквално е све врзано со Европската унија. Пари, критериуми, стандарди, све е тоа врзано со Европската унија. Господин Трајановски, подготвени сте за евентуално предвремени парламентарни избори. Председателот на владата и лидер на партијата Мицкоски вели многу скоро ќе има избори, но не беше баш конкретен дали мисли на евентуални предвремени или на редовните 2008. Во ситуација кога излезе во јавност една анкета која и натаму разликата е, да речи си, 3:1 во корист на владачката партија.
Дали ќе има предвремени парламентарни избори зависи од владачката партија. Затоа што има мнозинството и може да распише избори, не е тука спорно. Но има и друг факт, а тоа е дека како што поминува време, гледате дека буквално на секое поле се касни со субвенции, се касни со социјална помош, се касни со поврат на ДДВ. Тоа е еден прекурзор дека во државата по полика снемува голем дел од финансиите. Така да мислам дека тоа ќе биде ај покрај другото владачката партија гледа дека има пат на незиниот рейтинг и мислам дека многу наскоро, можеби оваа година не, ама 2027 година ќе се распишат тие предвремени парламентарни избори. Дали е Социјалдемократскиот сојуз погодотвен? Социјалдемократскиот сојуз е многу поподготвен него пред 2 или пред 1 година. Зашто го зборам ова? Затоа што прво се осеќа една голема раздвиженост во општинските организации, во комисиите, во невладиниот сектор, во голем број на интелектуална фела која приоѓа и која буквално сега која правевме програмата, имаше милион предлози. Ве молам ова да се вметнеме, молам ова, гледате дека не оди вака 2 години, дај да го направиме ова. Едноставно се ствара една општа маса околу Социјалдемократскиот сојуз и гледаат дека тука е алтернативата. Неговата е детална систематизирана програма со главни приоритети владење на право, брза интеграција кон ЕУ, подобрување на социјалната и економска слика на државата, дури одите до степен на потреба од ветинг кај политичарите. Ја мислам дека Нешто што имавте можност да го направите додека бевте на власт, па не го направивте. Особено во делот на тогаш се сеќам дека инсистиравте на ветинг во македонското правосудство. Правосудство, така. Видете, ако пред 2 години изгубивме довербата од граѓаните, сега се трудиме да ја вратиме довербата. А како може да ја вратите довербата? Прво со работа на терен и со идеја, со една програма која ќе задира буквално во најниските слоеви, ќе видат еден партнер, ќе видат еден грб од нашата политичка партија. Македонскиот граѓанин и сите други етнички кажи го делови, сакам да кажам дека виделе во Социјалдемократскиот досега во многу наврати партнер, така да ни фали довербата од граѓаните и како што ќе поминува време, ја мислам дека граѓаните ќе видат дека Социјалдемократскиот сојуз тоа што го има наведено во програмата дека ќе го докаже и ќе го покаже. Да, ветингот што го збориме е, мислам, повеќе потребен од било и кога, затоа што 30 години не е нит на тема разно ставен, дали тоа намерно се трга на страна или не знам, но ние сме решени тие неколку работи да бидат примарна цел по преземањето на власта. Тоа е борбата против корупцијата. Тоа го наведи близател Венко Филипче со еден закон кој прв ќе го елаборира и подпише. И второ, ќе бараме партнер во европското правосудство затоа што видовме дека влијанието на македонските политичари во нашата држава е пресудно со борбата со правосудниот систем. Така да мора да бараме партнер од Европската унија по принципот на една Молдавија, по принципот на една Романија за уклучување на европското правосудство, па еден по принцип на една Хрватска, ако се сеќавате, кога беше упсен нивни министер поради мит и корупција, од нивната влада. Замислете тоа да се случи во нашата држава. Имате ли увид колку поднесувањето на кривичните пријави од страна на опозицијата кон власта, обелоденувањето на скандалите ви донесе некаков бенефит на конто на ваше конто како партија, а при тоа како што многу често се обидувате, милувате како партија да велите ја разголивме власта? Видете, ние во неколку наврати. Прво со таа платформа што беше поставена на нашиот сајт, имаше голем дел на аргументирани пријави за злоупотреба од голем дел на институции,
анонимни пријави кои дел беа разгледани од нашиот правен тим и за дел беа поднесени преставки, кривични пријави или преставки до ДКСК. Така да од тој аспект, кога ќе видите, ние сериозно свативме работата во тој дел и кога самото објавување на таа платформа привлече големо внимание кај граѓаните. И можам да кажам дека во една недела стига малтене во ден стига по 100 пријави од различни институции. Така да ние ќе бидеме на тој пат, патот сме го одрале и нема враќање назад. Борбата против корупција и правосудниот средување на правосудниот систем е круцијален, кога ќе видите и во барањето од Европската унија, тој е круцијалниот дел. Каде што ние хаскаме и тоа со години. Не е тоа сега, не е само од сега. Ама случај како што имаше до сега. Еве, ќе го спомнеме Јартан Груби, ќе го спомнеме и случајот со Маздот. Значи, а луѓе кои се осудени за минимални прекршоци да седат по притвори и така не оди. Македонија се ситни, иселување, демографски колапс, како да се врати довербата во институциите? Нас ни фали систем, тоа можеби е веќе како една празна флоскула која ќе кажеме ни фали систем. Кога тоа го свативте како партија дека на државата и фали функционален систем? Видете, прво имавме како партија, 7 години бевме на власт, поминавме еден тежок период, прво од ковид криза, од енергетска криза, значи голем дел од проектите што беа планирани или беа одложувани, или беа раслоени малце, затоа што се боревме со една криза која се бореше цел свет. Примарно. Системот нема да функционира доколку некој ме знае мене лично, го знае председателот, го знае третиот, да се јави и да заврши. Тоа не е систем. Тоа е систем со врски, таков систем не ни треба. Нас ни треба систем кој ќе закаже некој преглед, да знае дека во толку и толку часот е прегледан, дека исто тој што е во Дебар или во Делчево ќе добие ист третман како што е во Скопје. Тоа е систем за кој ќе се бориме. А како ќе дојдеме до таков систем е само со спречување на корупцијата и приближување кон ЕУ стандардите. Ние како партија во многу наврати и претходно сме докажале дека со добра волја, политичка и систем, може да се зголеми минималната плата. Од наше време, ако се сеќавате, беше 8.000 денари, а доривме до 24.000 денари, значи зголемување за 60 така проценти. И втор аспект, сега работникот се бори со владата, буквално се бори со владата, значи не наоѓа медиатор во владата, туку се бори секој деневно и не е удоволено ништо. Ние сме земја со најмала минимална плата, земја со најмала просечна плата, а од друга страна пропагандната машинерија се бори на големо за да го убеди овој народ дека се живее добро. Не, доста е да излезете на пазар, доста е да излезете во продавница, доста е да излезете на улица надвор и да видите дали се живее добро. Дали осетил македонскиот граѓанин дека сме трета држава по БДП или по напредок? Се сомневам. Следите тренинг гостин во емисијата Александар Трајновски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Постои единство во Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи се чини дека актуелното раководство не секогаш е добро синхронизирано со пратеничката група во законодавниот дом. Јас уште еднаш ќе повторам како поминува времето после 2024 година таквиот пораз како што беше, како што поминува времето Социјалдемократскиот сојуз ги збива своите редови и не единството, да речеме, што некои медиуми сакаат да го покажат. Ние го презентираме јавно. Дали е тоа конгрес, дали се тоа координации, пратеничката група секогаш е координирана и во партијата внатре, има координации чести. Значи, буквално, ако имаме несогласување или неприфаќање на некои тези или дискусија за некои тези и за некои ставови, тоа се прави внатре партијски.
И тоа се решава. А ако е тоа од некого оценето дека е несогласување, јас не би се сложил со тоа. Не, тоа е зрелост и демократски аспект на една партија да дебатира за несогласување за некои ставови. Ја мислам дека тоа е легитимно. И тоа би требало да биде легитимно во повеќе партии. За жал не е така сегде. Ние сме се бореле да има демократија и таа демократија му донесовме на народот 7 години, а сега гледаме што е демократија и дали оваа демократија ќе успее да тера. Дали тоа може да го видиме преку падот на индексот кај слобода на медиуми? Можеме, така, слободно. Тоа се индикатори дека и како демократијата пополека се става во една кутија во нашата држава. Твоја држава, твоја иднина, се твое, а која зароби државата? Која зароби државата? Па тоа мислам дека ќе треба да го упатиме прашање на владачката партија, затоа што моментално сме заробена и изолирана држава. Што е пострашно од заробена и изолирана држава. Едноставно, македонскиот граѓанин не може да види што се дешава надвор од државата. Зашто? Затоа што пробајте да идете до Република Грција. Не може да излезете по 8 сати на граница. Зашто? Затоа што не сте дел од европското семејство. Пробајте да отидете во Англија. Барате, чекате да ви дадат виза, а доколку сте со бугарски пасош, ќе земете само пристапница. Значи, нема околу мене човек, пријател, или познаник, или колега, кој не знам дека е у процедура на вадење на бугарски пасош. За такво национално единство збориме. За такво достоинство збориме. За да го тераме сопствениот народ да вади бугарски пасоши. Јас би рекол дека тоа е заробена држава. Кога го терате сопствениот народ да излезе, да бара пасош од друга држава, за да жива во благодетите што ги дава Европската унија. Господин Трајановски, велите дека сте подготвени во секој време на избори. Ако утре се случат изборите, колку пратенички места би освоиле? Прво е неблагодарно да збориме за бројки. Ако хипотетички утре дојдете на власт, прво што ќе направите, ќе ги спроведете уставните промени? Вака. Прво нешто што ќе правиме, ќе го интензивираме диалогот со Европската унија. Ако се подразбира во диалогот со Европската унија дека треба да има уставни избори, ќе направиме на широка дебата со сите политички партии. И ќе пробаме да придвижиме земјата таму каде што е местото, во европското семејство. А не изолирана овде, за да може да врват сите тендери, за да може да си го лажеме народот како сакаме. Зошто не правите широка дебата и Зошто не правевте широка дебата и пред да го склучите договорот за добрососедство и соработка со ВМРО со Бугарија? Имаше широка дебата, правевме широки дебати, се разговараше. Не е дека беше затворена тема францускиот предлог. И францускиот предлог е предлог од Европската унија. Токму тој предлог што беше толку критикуван во оваа држава овде од Франција или Европската унија, тој беше председавач француската држава или сегашниот председател Макрон. Сега гледаме дека повторно кај него се бараат решенија. Тие се решенијата, дадени се решенијата. Со тоа што, пазите, сме се избориле за македонскиот јазик да биде во Европската унија без фусноти, без загради, без звезди, без ништо. Нешто што е дипломатска победа, што можеби единствена наша грешка било што не сме знаеле како пиар момент да го представиме пред нашите граѓани. Како што беше влезот во НАТО. Александар Трајановски, гостин во ова издание на Тренинг, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Се надевам дека во изминативе 60 минути го задржавме вашето внимание со изборот на нашите соговорници. Довидување до идниот петок во исто време.